Програмата за хемиско оружје на Советскиот сојуз беше во голем неред по студената војна, пошто некои токсични супстанци може да се најдат во рацете на криминалците, вели еден од оние што беа дел од таа програма. Во 90-тите години од минатиот век Москва немаше цврста контрола врз своите резерви на хемиско оружје и врз луѓето што ги чува. Додека нервните агенси се деградираат со текот на времето, состојките складирани во соодветни услови, ако се измешани сега, може да бидат смртоносни. Сергеј Скрипал и неговата ќерка Јулија и натаму се во критична состојба откако пред неколку дена во Салзбери паднаа во безсознание. Кога рускиот банкарски магнат Иван Кивелиди и неговата секретарка починаа во 1995 година, еден вработен во Државниот институт за истражување на хемикали призна дека тајно го набавил отровот за еден соработник на Кивелиди. Вил Мирјајанов, советски научник за хемиско оружје, кој подоцна стана информатор, беше дел од државната програма за хемиско оружје и помогна во развојот на нервниот агенс Новичов, со кој, според британската истрага, бил извршен нападот врз Скрипал. Тој, сега жител на Принстон, Нью Џерси, вели дека сепак верува оти Кремљ стои зад нападот врз Скрипал. Kremlin all the time, like all criminals, denying it doesn't mean anything. To trust even the one word of Putin, it's lol. So it doesn't mean anything. Novichok was invented and studied and experimentally, not experimentally, many tons was produced, final product. Only in Russia. Nobody knew in this world, nobody had it in their possession, this chemical agent. Според него, овој нервен отров бил тестиран во Узбекистан. Советската програма за хемиско оружје беше распространета во многу градови во земјата, која го имаше најголемиот хемиски арсенал во светот, околу 40.000 тони. Кога Советскиот сојуз престана да постои, финансирањето запре, платите на научниците доцнеа, а објектите останаа со мала владина контрола или надзор, така што некои од вработените почнале да ги продаваат супстанците.